Денеска во студиото на Слободен печат еден интересен гостин се работи за млад ликовен уметник кој што по струка е графичар, меѓутоа се занимава со уметност во поширока смисла на збора. Значи, ќе зборуваме денеска со Дабор Кешкец, дечкото кој што досега има издадено многу самостојни изложби и групни и има правено мурали. Ќе зборуваме за деталите. Пред се добре дојде во Слободен печат. Фала ви на покана. Драго ми е што си тука. Поводот е, се разбира, отворање на уште една твоја самостојна изложба, која што ќе се случува на 26 во четврток, значи во 20 часот во еден алтернативен изложбен простор, веќе добро познат на оние кои што ја следат ликовната уметност во бифет Афталиџек. Поздрав до Шоте, Саша Шотаровски, како и секогаш расположен и отворен за сите уметници кои што сакаат своите дела да ги изложуваат таму. Ајде за почеток, зошто Moon of Love, името на изложбата? Па, оваа изложба некако е, ја така ја гледам како продолжение на една моја претходна изложба која беше насловена Blue Moon. Па така некако, како што кажа, како продолжение некоја сакав месечината, нели, да се повторува, а некако љубовта се протнува како тема и на тие дела и на овие сега, па некако беше така Moon of Love најлогично да се крсти. Така. Која техника, во која техника ќе бидат делата? Во акрил на платно. Ја, што кога работам на платно, најчесто работам акрил на платно, затоа што тоа нели е најдостапно, така да акрил на платно ќе бидат. Одлично. Сега како што сам кажам Moon of Love. Љубовта ти е често инспирација кога сликаш? Па да, мислам тоа е во уметноста, нели, најчеста тема е, нели, љубовта. Мислам, ако не се изразат чувства и љубовта преку уметност, тогаш преку која друга струка би можеле да се изјаснат, нели? Да. Добро, драго ми е дека е така. Она што го спомнав на почетокот е дека имаш 9 самостојни изложби, групни 11 и, како што можев да прочитам, имаш изработка на мурали дури 8. Групни може и повеќе да се, ама ги немам сите евидентирано. Така, добро, значи повеќе. Ти си млад, 28 години имаш, дипломираше во 2020, значи само 5 години од твоето дипломирање, веќе прилично активен и присутен на нашата македонска ликовна сцена. Кажи ми, колку си задоволен, колку можеш да кажеш дека си избрал вистинската професија со оглед на тоа дека е навистина тешко да бидеш општо уметник во Македонија, не па ликовен уметник. Колку може од тоа човек да живее во Македонија? Па, да може да живее сега баш не знам колку може, поготоа ако се бавиш, нели, само со еден медиум, да кажеме, ако си само со сликарство, ја некако се бавам, нели, како што кажи ти, со сликарство, со мурали, со графички дизајн, некако така, кога правиш поише различни работи, знаеш, поише прилив можеш да имаш од повеќе работи, така да меѓутоа мора да се бориш, да. Така. Сега, разликата помеѓу овие начини на кои што се изразуваш себе си уметнички е во тоа што, например, некој од нив се, нели, твоите дела на јавен простор, што е навистина убаво, нешто кое што треба да доста луѓето го сакаат, доста го прифаќаат позитивно тоа. Нели? Цртање на во јавен простор, мурали. Да. Кажи ми, за тебе како уметник, има разлика во тоа дали ќе црташ на платно или на ѕид? Па во однос на темата нема. Мислам, темата си е таа, тоа што си цртам, нели, тоа го цртам, ама, знаеш, поубаво ми е кога е нешто, например, на мурал, по-другачие го доживувам како медиум, да кажам, некако по е достапно, секојдневно е достапно, некако секојдневно го гледаат, може илјадници луѓе, некако станува дел од нечие секојдневие, тој мурали по-друга, кога е, нели, во галерија сликата, таа може да видат само дур трае изложбата и после кој знае кога пак ќе може да ја видат. Така, тоа е еден изолиран број на публика, не може да ја видат толку луѓе. Вака е за сите. Вака е за сите. И веројатно тоа што се црта и што поголем број, ако не и најголем, веројатно многумина од градот ќе го видат, ако не и сите, ти дава ли обврска како уметник да внимаваш на пораката која што ја пренесуваш со муралот? Па обично кога станува збор за мурали, најчесто се со зададена тема, ретко се, нели, слободна тема, ама
Да, како што кажав, мислам, кога се црта мурал, јас сакам да цртам тоа што го цртам. Знаеш, кога те најмуваат да црташ мурал, више ја знаат твојата позадина на цртање, така да знаат и што да очекуваат да нацрташ, така да ајде да кажам, не е некоја голема одговорност, нели? Сепак гледаш да е нешто поадаптибилно. Да биде гледливо. Да. Ако во музиката викаме да биде слушлива или radio friendly, дека да биде да биде нешто кое што ќе го привлекува вниманието на сите поминувачи. Ајде во однос на правците кои што ги избираш, стилови, правци уметнички кои што сакаш да ги сликаш, кој е оној правец кој што ти е најблизок еве, кој што најмногу сакаш да го сликаш? Па стилот мене ми е комбинација од кубизам и поп-арт, тоа ми е како главна инспирација. Мисле, тие два стила, но има разни, како да кажам, подстилови што ме инспирираат, као германски експресионизам, као постграфити уметноста. Значи, доста комбинирам со тоа што ме инспирира и со тие правци што ме инспирираат. И затоа е толку, кај да кажам, не секојдневен тој стил кој го работам, затоа што има доста влијание од други стилови. И колоритот типичен за тебе. Да. Да, кој што и веројатно и за тој тип на уметност, на тој тип на правец. Па да, тоа баш затоа и го спомнав германскиот експресионизам, тој има таков некој јак колорит со тие јаки портокалови, зелени бои, нијанси. Да, и одлично го правиш, тоа морам да признам, онака. Да, пак да биде во склоп, нели, да не штрчи ништо. Да не премине во кич. Да. Кичот како го третираш вака? Како го доживуваш кичот? Па кичот интересна тема за да се бавиш со него, ако знаеш да го изиграш, може многу добро да изгледа, како Бенкси што го прави, он си игра со кичота, пак тоа изгледа добро. Да. Ама веројатно треба да знаеш до каде. Па кога се бавиш со уметност, се треба да знаеш до каде е границата. Да не претераш. Добро, ајде ги спомнавме графитите. Што мислиш во однос на тоа? Колку имаме ние развиено тука таква сцена, графити сцена или не знам, можеби фестивали? Има ли доволно застапеност? Има ли младиве уметници каде се изразуваат на еден таков начин? Уметници има интерес и не само од страна уметниците, него и од страна луѓето, граѓаните, и идни уметници што би сакале не да прават мурали, ама за жал слабо има фестивали, некои такви организирања за цртање. Така да тука сме слаби во тој поглед, што кажав, како уметници и луѓе што сакаат да се бават со тоа, има доста. Како е организирано тоа? Ако некој сака да нацрта на графит, мора да се има посебна дозвола? Нема се да отиде и да шкрта. Да, за тоа и реков, пошто мурал е, знаеш, по-специфичен, треба да е на зид, треба да е све организирано, за да може да се изведе мурал. Тоа тешко се случува, така да најчесто се цртање мурали се по кафичи или некои организации, некои компании што имаат некоја зададена тема, нели, како и го користат некои како тоа како реклама. Така, јасно. Ајде во однос на галерискиот простор изложбен и оној алтернативниот. Што мислиш во однос на тоа? Треба ли уметноста да ја вадиме од рамките на галериски простори, па еве вака да се изложува и во ваков алтернативен простор како Кафулиња? Како што ми каже и претходни, твојата прва самостојна изложба всушност е во бифета Вталиџе кај Шоте, така да што мислиш во однос на тоа? Па се си има, знаеш, свое кај се одвива галеријата. Ја галериите ги бирам најчесто според тоа, нели, како е организиран просторот и каде би ми одговарало за таа изложба да правам изложбата, во кој простор. Така да се си зависи од уметникот кај поише сака да изложува. Значи по лична избор. Мислам, за тоа и се галериите, институциите кои прават изложби, за да се прават, нели, изложбите таму. Доколку еве, као да кажам, во кафичи се како некоја алтернатива, ама од друга страна па е поинтересно затоа што публиката е тука, некако поблизок си публиката, знаеш, тие што ќе дојдат. Мислам, и кога правиш изложба, нели, во галерија, си близок со публиката, но
Да, ама во галерија нема да дојде никој да испие кафе или пијачка. Да, тоа, да. Меѓу другото ќе види изложбата покрај тоа што поише и некој случајно што ќе дојде во кафичот, ќе може да види вака која е во галерија доаѓаат. Треба наменски да дојдат за наменски доаѓаат за изложбата. За изложбата, така да, добра варијанта. Најчесто се тие луѓе што веќе те знаат, што биле поврзани со твојата уметност, па доаѓаат вака, доаѓа повеќе нова публика, да кажам. Да. Си имаш така луѓе што ти доаѓаат редовно на изложбите, што те пратат онака? Па има, да. Баш едни ги познав што беа во прошлата изложба што прави во Киц и дојде пак на фанови. Да. Супер. Давор, она што ме интересира е каква музика сакаш да слушаш? Слушаш ли музика додека сликаш? Секако. Секогаш? И кога сликам и кога не сликам. Кога не сликаш, добро, кога не сликаш само, ама додека сликаш ти треба музика, си сакаш музика? Па ми треба, да, пошто некад знам и доста касно навечер да цртам, така да на слушалки слушам. Ама да, ми треба музика, ми треба. Да. Се случува нели нормално некогаш да цртам и без музика, ама некако таа ми е, ајде да кажам, една од главните инспирации, нели, кога слушаш музика, па се пронаоѓаш во некои песни, па затоа и некои наслови на мои дела се по некои наслови на песни. Така. И каква музика, што избираш најчесто да слушаш? Па рок н рол, мислам, тоа е, како да кажам, широк поиме е тоа, ама... Да, широк поиме, да. Така би го кажал, као рок н рол. Тоа е твојот. Да. Твојот избор, одлично. Не знам, веројатно многу мина знаат, кои што те познаваат, знаат дека си син на музичар. Да. Значи имаш такви корени, ти си избрал друг правец, уметнички, повторно уметнички, меѓутоа те врзуваат ли многу со The Daltons? Личиш вака на тоа? Па да, тоа највише дека личам, ама се бавиме, да кажам, со друга струка, нели, друга професија, така да... Ама да, ме врзуваат, пошто поготово некој постари негова генерација на луѓе, така да кога ќе ме видат, кешо мали ми. Да, и никогаш не те привлече вака музиката, не те да свириш, не свириш ништо, не си пробал? Па, имам гитара, ама не е нешто да кажам дека знам да свирам. Ме привлекуваат бугњеви, тој ритам ме привлекува, ама не е нешто посебно да се заангажирам, нели, со музика, него така од мал цртам некако, знаеш. Тоа највише ме влечело. Тоа те влече. Па добро, тука. Мада души и татко ми го влечело тоа, само неговите не му дале да се запише уметничко. Вистина, ете видиш, ова не го знаев како податок. Значи, претежно вака... Значи има нешто, некои корени, да. Има нешто, ама и претежно, знаеш како уметниците, барем со тие јас кој што сум разговарала, со многумина сум разговарала, обично, без оглед на тоа дали се музичари, ликовни уметници, знаат да потфатат и од другото, и ги сакаат и другите, и ги бива и за други уметности. Да, така некако уметноста е поврзана, како ете што ме вреша кога сликам, слушам музика, така да некако уметноста е испреплетена некако. Ако се бавиш со ова, те влече и нешто друго, така. Так. Она што ми беше интересно е дека Давор дојде на интервјуто со скирол скейтборд. Да. Тоа е еден алтернативен начин да се движиш по Скопје, меѓутоа многу практичен изгледа, нели? Па ретко користам како превозно средство како сега, на пример. Најчесто сакам така да крузам само без некоја цел. Така да тоа ми е, да кажам, хоби некое. Типичен урбан млад лик во Скопје кој што... Јас сакам скирол уште од 7 години, татко ми купи на 7 години, ама бев многу мал и се рамежлив и ми беше срам да возам. Така да... Добро, сега е кул, така да... Да, и тоа ми е више љубов од мали години. Да, одлично. Добро, Давор, ајде вака за крај, знам дека е неблагодарно, меѓутоа јас секогаш избирам да ги поставам тие прашања кои што се понекогаш и неблагодарни. Имаш ли омилено уметничко дело? Нешто кое што изгледало од тебе, дали е мурал, дали е... Па, едно дело немам, ама нели секако си имаш некои дела со кои си поише врзан, кои поише ти значат. Мислам, тоа често се дешава кај уметниците да е така, као секако не ти се сите на исто ниво, мислам, сите дела ти се нели драги, пошто ти си ги направил, не си ги направил. Си ги работа да ти се свиѓаат најпрви на тебе. Али да, си имам
омилени некои дела, си имам некои дела и што не би ги продавал, да кажеме, така што си ги чувам себично за себе, да. А вака знаеш да нацрташ за некој ако не, ето, некоја драга личност те инспирира да и нацрташ нешто? Па да. Секако. Супер. Да ни нацрташ нешто за Ќе ви нацртам. Ќе ви нацртам нешто. Добро, јас ти благодарам што одвои време и што ни беше гостин за прв пат во Слободен печат. Ти посакам уште многу изложби. Нека помина оваа како што треба. Пред се, значи уште еднаш ќе ги посетиме гледачите 26-ти, овој четврток во 20 часот, да отидете во бифе Тафталиџи, да се поминете убаво да ги видите делата на Давор. Давор, се гледаме друга прилика. Фала ви на покана и се гледаме на изложбата. На изложбата прво, да. Потоа и понатаму. Вам како и секогаш благодарам на вниманието, останувате со Слободен печат.